така, прво да се заблагодарам на организаторите затоа што ни овозможија да дадеме свој принос во организацијата на овој настан. Јас сум Душан Биков, доаѓам од Универзитетот Гоце Делчев при факултетот од факултетот за информатика и темата за која ќе зборувам сега се однесува на тоа колку сајбербезбедноста е присутна во образованието во нашата земја и во земјите од регионот или во Балканот. Прво, пред да преминеме на тоа каква е ситуацијата во однос на образованието и сајбербезбедноста, ќе се задржиме малку на националната стратегија за сајбербезбедност, која се однесува на периодот од 2018 до 2028. Тука е наведено дека наставните програми во сите нивоа на образованието не ги задоволуваат во целост потребите за едукација и обука на лица кои всушност ќе работат во областа на сајбербезбедноста. И една од препораките на стратегијата е да се работи на ова, да се подобрат наставните програми во сите нивоа и секако нагласено е дека потребите за вакви експерти постојано ќе се зголемуваат. Во однос на затегнатата ситуација во основното образование, можеме да констатираме дека во различните одделенија на образованието немаме толку сјајна ситуација во однос на темите кои се обработуваат или содржините во наставните програми почнувајќи да кажеме од трето одделение имаме некои наставни програми кои покриваат дел од сајбербезбедноста, па така во трето одделение се прикрива безбедносни прашања во однос на интернет комуникацијата, правилата на однесување. Во четврто одделение веќе имаме комуникација преку интернет и безбедносни прашања, додека во пето одделение се обработуваат содржини од компјутерски вируси, комуникација преку интернет и безбедности прашања во однос на интернет. Во погорните одделенија ситуацијата е уште по-лоша, како да кажеме, во предметот информатика, во шесто одделение се обработува само содржини поврзани со штетни компјутерски програми и безбедности прашања во однос на интернет комуникацијата, додека во седмо одделение имаме само една страница која е на некој начин поврзана со сајбербезбедноста, а во осмо и девето одделение немаме ништо поврзано во однос на сајбербезбедноста. Понатаму, ситуацијата во средното образование е дури уште полоша, па така во прва година имаме само 2 лекции од по 4 страници кои на некој начин покриваат незначителен дел од сајбербезбедноста или има содржини поврзани со злонамерен софтвер и заштита од него, веб социјални мрежи и прашања за приватност на личните податоци, а додека од втора до четврта година немаме никакви содржини кои се поврзани со сајбербезбедноста. Ситуацијата во основното и средното образование треба значително да се подобри во однос на сајбербезбедноста, односно изучување на разни теми поврзани со сајбербезбедноста и при тоа да се прилагоди на возраста на учениците. Од друга страна пак ситуацијата во високото образование е драстично различна. Да кажеме дека имаме многу подобрување во однос на високото образование, па така има доста специјализирани студиски програми од пошироката област на компјутерската безбедност, како и има посебни предмети кои обработуваат теми од
теми од cyberbezbedноста и тие се вклучени во постојните студиски програми на сите циклуси на студии. Прво ќе започнеме со набројување или анализа од Финки. Финки има програма интернет мрежи и безбедност на прв циклус на студии и исто така има дополнително голем одреден број на предмети во рамките на другите студиски програми, како компјутерски мрежи, безбедност, информатичка безбедност, дигитална форензика и така натаму. На втор циклус на студии исто така имаат програма безбедност и криптографија и кодирање и на трет циклус имаат вклучено најразлични предмети како информатичка безбедност, напредна криптоанализа и примената криптографија. На истиот универзитет, но на ФЕИТ, тук имаме повише предмети од оваа област на прв циклус на студии, како сигурност и комуникации, форензика на мрежи, безбедност и заштита на компјутерски и комуникацијски мрежи. На втор циклус исто така има некоја константно продолжување и надополнување на наставните содржини од областа на компјутерската безбедност, па се изучува теорија на кодирање, сигурност на комуникација, безбедност, надежност на компјутерско-комуникацијски системи. На трет циклус исто така имаат доста предмети кои се од областа на cyberbezbedноста, како теорија на кодирање, сигурност на комуникација и така натаму. Понатаму продолжуваме со универзитетот, со Гоце Делчев, факултетот за информатика. Значи, ние имаме на прв циклус на студии предмет безбедност на компјутерски системи и дополнително изборен предмет вовед во криптографијата. Понатаму на втор циклус на студии имаме посебна програма која всушност се однесува на компјутерска безбедност и дигитална форензика и на трет циклус на студии имаме предмети кои изучуваат напредни поглави од криптографијата, безбедносни софтверски системи. Понатаму на Воената академија, која е придружна членка на нашиот универзитет, на прв циклус на студии има предмети како што се безбедност на комуникацијско-информатичко системи, електронско и сајбер војување. Понатаму на втор циклус има посебна програма cyberbezbedност и дигитална форензика. На универзитетот во Битола на прв циклус на студии исто така има неколку предмети како криптографија и информатичка безбедност, безбедност на компјутерски системи и мрежи. На втор циклус предметите кои се застапени се криптографски алгоритми и паралелно процесирање, современи криптографски комуникации, напредна мрежна форензика и анализа. На истиот универзитет на факултетот за безбедност на прв циклус на студии се застапени предметите методика на истражување, понатаму компјутерски криминал и така натаму, додека на втор циклус исто така имаат определен број на предмети од cyberbezbedноста. На Југоисточниот универзитет во Тетово исто така се вклучени одреден број на предмети во рамките на различните циклуси на образование, па додека на универзитетот Мајка Тереза на факултетот за информатички науки на прв циклус е вклучен само предметот вовед во криптографија, а на универзитетот во Охрид исто така има доста или определен број на
предмети кои се вклучени или кои го покриваат делот на сайбербезбедноста и безбедноста на компјутерските системи на прв и на втор циклус на студии. Значи можеме да констатираме дека во однос на стратегијата, високото образование има направено доста чекори нанапред, но се разбира дека секогаш има можности за усовршување и унапредување на ситуацијата. Исто пред да продолжам понатаму, затоа што следуваат преглед на земјите од регионот, се извинувам доколку некои универзитети или некои се пропуштени од оваа анализа. Значи, генерално може да се каже дека имаме добро придвижување во однос на покривање на делот за сайбербезбедност. Прво ќе започнеме со анализа, да кажем, генерална анализа на Словенија, затоа што Словенија некако е блиска во однос на површината и бројот на жители, како и Македонија, и според Националната стратегија за сайбербезбедност, која е во сила од 1.2.2016, е констатирано дека сайбербезбедноста не се покрива во ниту еден предмет во наставните програми, но покрај тоа 2016 е пред доста време и можеби си имат сменато некои од работите, но не толку драстично, и имаме незначително подобрување кое нема особено влијание, како неколку воведени, можеби неколку содржини кои се изучуваат во основното и средното образование, додека во високото образование има различни предмети и студиски програми кои се, да кажеме, исто така програми кои се целосно посветени во оваа област или има посебни модели. За пример е земен Универзитетот во Љубљана, каде што на прв циклус на студии се среќава предметот безбедност на комуникации, а додека на втор циклус на студии има специјалистички модул компјутерски мрежи и безбедност. Понатаму следува Хрватска. За стратегијата за сайбербезбедност во Хрватска е во сила од 29.9.2015, но што е важно тука да се напомене? Важно е да се напомене дека Хрватска имаат одлука или закон со кој се во сила наставните програми по предметот за информатика за основно образование и гимназија, значи имат задолжителна настава по информатика и овде во зависност од оделението и годината соодветно влегува во сила овој закон. Овде влегува и дел од доменот за општество. Важно е да се напомене овде дека има систематска распределба на активностите или на содржините кои треба да се изучуваат, почнувајќи од прво оделение па до основно оделение во основното образование. Значи систематски се надополнуваат содржините кои се од тематиката на компјутерска безбедност и сайбербезбедноста, но понатаму во средното образование има само неколку теми кои се покриваат од областа на сайбербезбедноста и додека во втора и четврта година немаме теми од областа на сайбербезбедноста во овој задолжителен предмет. Во високото образование има предмети во повеќе студиски програми и соодветно исто така имаат неколку посветени студиски програми на сайбербезбедноста, односно во случајот има специјалистички студии по информатичка безбедност, а на преддипломски и додипломски студии има определено неколку предмети кои го покриваат делот за сайбербезбедност. Во Босна и Херцеговина
стратегията е во сила до октомври 2019. Овде, значи, незначително незначителен е делот поврзан со сайбер безбедноста, која се изучува во основното образование. Значи, во 7 одделение се спомнува за интернет сервиси, компјутерски вируси и така натаму. Другото што може би е интересно е дека во Босна и Херцеговина постојат неколку гимназии со различни ИКТ профили и земаме предвид дека тамука во тие гимназии во кои се изучува информатика и информатиски технологии, треба во поголема мера да се изучуват теми поврзани со сайбер безбедноста или компјутерска безбедност. Во високото образование исто така е земен пример Американскиот универзитет во Босна и Херцеговина. Значи, во преддипломските студии имаме определен број на предмети, додека има посебна студиска програма сайбер безбедност на дипломски и докторски студии. Во Црна Гора стратегијата важи за период од 2018 до 2021. Имаме, да кажеме, определено изучување или покривање на делови од тематиката, може би исто така незначително во основното и во средното образование, додека во високото образование, во однос на тоа дека е доста мала земја и имаат неколку универзитети, може да се констатира дека на државните универзитети, Универзитет of Montenegro е Mediterranean University, на студиските програми во различните циклуси на студии се изучуваат различни предмети од областа на безбедноста, додека на приватниот универзитет има специјалистички студии со програма заштита на податоци и сигурност на информатиските системи, кој може би е доста добро во однос на тоа дека се доста мала земја. Во Србија во сила стратегијата влегува 26 ноември 2018 и тука не са нешто подобри во однос на образованието, основното и средното образование и деловите кои ги прикрива за безбедност на компјутерски системи. Значи, исто така во средното образование само во прва година има некои содржини кои се обработуваат, понатаму во втори и во четврта нема вклучени теми или содржини од областа на сайбер безбедноста. Во високото образование, од друга страна, исто така, како и претходните земји кои ги споменавме, има доста определен број на предмети и студиски програми кои го покриваат дел од сайбер безбедноста. Тука е земен Универзитетот од Белград, во кој се изучува предметот заштита на податоци, а исто така важно е да се спомене дека имат дипломски студии, односно програма безбедност на информации на Белградскиот метрополијан универзитет. Другото може би да се истакне е дека повеќето државни универзитети односно одреден број на универзитети од Србија заедно со партнерски универзитети од Унгарија и Италија соработуваат и развиваат различни безбедносни курсеви и студиски програми за кои може да се добие информација. Значи, информацијата е јавно достапна на дадениот линк. Бугарија, од друга страна, е доста интересно од гледна точка на средното и високото образование, додека кај основното образование не до толку е застапен на сайбер безбедноста. Па во средното образование
важно да се спомене дека има преку 220 гимназии со различни ИКТ профили, а во 2018 година веќе завршува првата генерација на матуранти која е со струка безбедност на информациите. Понатаму во високото образование имаме доста студиски програми или постојат целосно посветени студиски програми од областа на сајбер безбедноста. Значи, поради тоа што тука е доста застапена на доста универзитети, сајбер безбедноста како студиска програма, во националната стратегија е наведено дека не постои унифицирани програми од областа на сајбер безбедноста. Значи, постојат програми на сајбер безбедноста на сите циклуси на студија, освен на третиот циклус, каде што имаме различни предмети со поврзани со сајбер безбедноста во рамките на акредитираните докторски програми. За Албанија, за жал, не успеавме да пронајдеме доволен број на податоци за основното и средното образование. Најдовме само податок дека во средното образование со закон е задолжителен предметот пресметување на информатика во сите, кој е задолжителен во сите 4 години од средното образование. Значи, другото кое може да споменеме во однос на високото образование, каде што имаме исто така одреден број на предмети, студиски програми. За пример е земен Универзитетот во Тирана, се изучува предметот безбедност на информатиски системи, а додека на факултетот по економија на истиот универзитет имаме студиска програма информатичка безбедност. И за крај останува Грција, исто така како и за Албанија, не успеавме да најдеме некои подетални информации во однос на основното и средното образование во Грција. Тука високото образование можеме да констатираме дека исто како и за претходните земји имаме застапеност на сајбер безбедноста во рамките на определен број на програми. И така, исто така на втор циклус на студии имаме посебна студиска програма Дистрибуирани системи Security and Emerging Information Technology. Другото, пред да завршиме, е важно да се спомене генерално за сите разгледани земји во националните стратегии е наведено дека треба да се вклучат или да се подобри застапеноста на различните теми во однос на компјутерската безбедност и сајбер безбедноста. И исто така тоа да биде на ниво на сите почнувајќи од основно до високо образование. И другото кое можеби е важно да се спомене е дека при разгледувањето на студиските програми во различните држави и на различните универзитети, на приватните универзитети, можеби се по-изразито е застапеноста на студиските програми во однос на сајбер или ги прикриваат сајбер безбедноста во делот на студиските програми како посебни студиски програми. Значи, накратко, тоа беше ја што сакав да изложам. Ако имате некакви прашања, замолам. Благодарам, Душан. Доколку некој има прашања,
еве на YouTube велат дека сакаат веќе да слушнат некои од учесниците на надпреварот, ќе биде и тоа. Одиме понатаму. Значи, јас само би сакал да ви се заблагодарам вас и на професор Милева за поддршката и соработката во организација на надпреварот и дека навистина многу ни значеа вашите коментари, забелешки и предлози во осмислување на самиот надпревар.